Поента со професор доктор Тања Каракамишева. Емисија за новите вредности во правото, политиката и општеството. Глобално и локално, емисија за новите трендови во современото живење. Вторник од 17 до 18 часот на Радио Слободна Македонија. Добар ден, драги слушатели на Радио Слободна Македонија. Добро дојдовте во последното радио дружење со емисијата Поента во оваа година што изминува. Јас сум професор доктор Тања Каракамишева Јовановска, како и секогаш уредник на емисијата Поента. И во оваа последна емисија за годината што изминува ќе направам една ретроспектива на најзначајните политички случувања во земјата што не се случија во 2016 година. Општа е констатацијата дека сме на крајот на уште една бурна, тензична и политички тешка година. Година од која многу поуки треба да извлечеме како нација, како македонски граѓани, но и многу лекции да научиме. Би рекла сите до еден во државата, а посебно политичарите. Година во која имавме два неуспешни обида за организирање на предвремени парламентарни избори, кои иако беа закажани и посакувани од страна на сите политички партии кои беа дел од Пражинскиот договор, сепак во два наврата не се одржаа. Првиот обид се сеќаваме беше на 24 април, кога СДСМ прво сакаше, па потоа се пишмани и ја повлече согласноста за нивно организирање, додека вториот беше на 5 јуни, кога повторно заради пишманењето на СДСМ, но и на ДУИ, Македонија не можеше да спроведе избори и покрај тоа што собранието се само распушти за таа цел. И во првиот и во вториот случај, божем скриениот фактор, меѓународната заедница, беше клучниот фактор заради кој не се одржаа изборите. Еден дел од таа така наречена меѓународна заедница, кој е целосно посветен на спроведување на сценариото во Република Македонија, да се развласти ВМРО ДПМНЕ и да се намали силата на оваа водечка македонска политичка партија во текот на целата 2016 година, а мислам дека овие тенденции ќе траат и веројатно ќе се префрлат и во наредната 2017 година. Токму дел од таа меѓународна заедница имаше клучна политичка улога во годината што изминува. Дел од таа така наречена загрижена меѓународна заедница остана клучен субјект на македонската политичка сцена во целата 2016 година. Инаку Република Македонија во годината што изминува не можеше да се извлече од тој регионален и европски вирус на американско влијание. И како по примерот со изминатите години во Република Македонија, по примерот со Охридскиот рамковен договор, законот за новата територијална поделба на земјата и бројни други познати договорни одредби, меѓународната ни го стокми договорот од Пржено, прв и втор дел, ни го стокми извештајот на Прибе, ни го направи законот за специјален обвинител, ни ја постави специјалната обвинителка и целиот тим. Така што македонската политика и во 2016 година, како и што и во 2015 година, не успеа да се извлече од мрежата на замешателското странско влијание. Фатени во таа замешателска мрежа, политичките партии беа принудени да пливаат во прилично ограничен и тесен маневарски дискурс, со однапред познати политички правила кои нудеа крајно лимитирани политички движења. Македонските политичари, како и оние од албанскиот блок, беа принудени да пливаат во таа тесна пливачка лента, која што има однадвор трасирана, но во таа патека се приклучи и поголемиот дел од така наречената експертска јавност во Република Македонија, која заради собствената вклученост во бројни проекти од неодоливите богати фондови на меѓународната заедница за креирање на така наречени експертизи и извештаи во земјата, во најголем дел стана експерти за климање со глава. Како ќе каже меѓународната заедница, така главите на експертите се климаат горе-доле, лево-десно. Експертското полтровство беше посебно изразено оваа 2016 година, иако и во 2015-та, ако се сеќавате, имаше многу светли моменти. Па така оваа година се изнаслушавме бистри во наводници експертски мисли, се изнаслушавме како е нормално да се крши уставот во земјата, како е тоа веќе видена работа, како веќе никој во земјава не се возбудува заради тој факт,
експертски мисли кои што кажаа дека во моментот е најважно да се продолжи со реформите и со имплементацијата на европските вредности, а претходно констатираа дека воопшто не е важно дали се крши уставот во земјата, дали се почитуваат законите и правото. Меѓутоа важно е да се продолжи со реформите и со имплементацијата на европските вредности во земјата. Важно било да се доследно да се почитува владењето на правото. Уште еден лапсус од нивна страна. А важно било да се реобнова демократските процеси во земјата. Јас не знам како може да се почитува владење на право и да се реобнова демократски процеси без почитување на највисокиот правен акт во земјата. И уште какви све неекспертски тропања по канти. Се изнагледавме едно чудо експертски квазимодовци, се изнаслушавме, особено во последниве 2 години. Но оваа година посебен експертски бисер беше белгијанецот Ван Хојте, кој се истакна со една позната мисла, вака демократска по својата суштина, која што ја цитира во неколку наврати оваа година, па од тука ќе сакам да ја цитирам повторно за крајот на оваа 2016 година. Ван Хојте рече во една прилика по повод една работилница организирана во Скопје од страна на шарените револуционери. Цитирам: "Знаеме кои се, држете ги надвор од системот, изолирајте ги што е можно поскоро." И сега оваа изјава да не беше вистински кажана, веројатно ќе требаше да биде измислена за национално да не освести кого се примаме на гости, кого се го штеваме, кого се толерираме и тинтраме во оваа наша напатена и премногу слободна земја. Изјавата не е дел од темната тоталитарна историја на човековата мисла и делување. Изјавата е кажана јасно и гласно на семинар работилница организирана во Скопје во 21 век од човек кој, замислете си себе се представува како голем демократ и поддржувач на европските демократски вредности. Од човек кој токму Европската Унија го беше ангажирала како експерт за испомош на Република Македонија во справување со политичката криза, иако подоцна за волја на вистината токму таа Европска Унија се огради од експертизата на овој славен белгијанец. И сега тешко нам, а богами и тешко на Европската Унија со вакви либерално-демократски ориентирани примери, секако во наводници, и со вакви експерти повторно во наводници. Ако е ова пример за демократски едуциран човек, кој ги знае и ги пренесува европските вредности во земјата, кој нели наводно не се на нивото на Унијата, тогаш тешко на Македонија, на сите тие и такви земји и тешко на сите граѓани во нив. Инаку човеков е мислител, по вокација филозоф, кој се прослави со уште една мисла. Ако се сеќавате, македонците токму овој господин ги нарече дека не се европјани и дека според него македонскиот менталитет не е на ниво на европскиот менталитет. И нормално гледаме дека и покрај се и покрај овие големи мисли кои што ги кажа, остана интелектуално жив. Инаку во текот на преговорите токму овој така наречен врвен интелектуалец и олеснувач редовно им порачуваше на високите представници на ВМРО ДПМНЕ да престанат да вршат една работа, која што е срамота да се каже по медиуми, меѓутоа за него не беше срамота воопшто да се ја кажува на јавни средби. Посебно и беше навртен на господјата Бонева, веројатно затоа што во неговата демократска и либерална глава жените се должни да се изборат за својата еднаквост со него, како представник на машкиот пол. Лично бев сведок на неговите така наречени интелектуални урлања во текот на преговорите, што ги упатуваше исклучиво и само до членовите на ВМРО ДПМНЕ. Но како и да е, ние го издржавме и тоа. 2016 година ќе остане запаметена по Ван Хојте. 2016 година се случи исто така, се случија и многу терања мајтапи со правниот систем на земјава од лица кои во најголем дел се правници по професија. Тие тераа мајтап со правото, го сквернавија и користеа до безсвест исклучиво за своји лични интереси. И покрај тоа што систематското уривање на уставниот поредок на земјата е казниво дело, сепак гледаме голем број правници воопшто мува не ги лажеше, кога се предлага некакви
адхок групи, некакви вонинституционални тркалезни маси, некакви партиски работни тела, затворени за јавност, некакви лидерски или проширени и друг вид на средби, на кои што задолжително присуствуваа амбасадорите на странските држави. И покрај постојните легитимни и легални институции во системот, најголем дел од одлуките беа носени токму на вакви лидерски и проширени средби, како што кажав, со задолжително присуство на амбасадорите, без при тоа да се води елементарна грижа за Уставот на Република Македонија, за законите на нашата држава и за нашиот правен и политички систем. Оваа 2016 година особено ќе остане запаметена по странските политички договори кои ги третиравме со поголем пиетет и поголемо значење од сите официјални правни акти во земјата, почнувајќи од Уставот па надоле. И оваа година ни беше нормално закони и законски решенија да ни прават странци, кои не се ни трудат кога веќе ни даваат готов закон, барем номотехнички да го прилагодат на нашиот правен систем, ни даваа правни решенија кои воопшто не се во согласно со нашиот правен систем, дури ни даваа и законски решенија без никаква уставна основа, но ние ги прифаќавме таквите решенија без, би рекла, никаков поговор. 2016 година ќе остане запаметена како година во која во Република Македонија навистина се случи една уставно-правна какафонија, како во делот на носење противуставни закони, противуставни решенија, така и во делот на правните мислења и ставови во врска со чинот на распуштањето на Собранието на Република Македонија. Ако се сеќавате, се проблематизираше нешто не затоа што е проблематично, туку затоа што СДСМ ценеше дека мора да биде проблематично во оваа година. Имено по претходна партиска нарачка од оваа партија, опозицијските аналитичари и експерти почнаа со синхронизирано емитување на филмот Уставно-правна криза во земјата, на идентичен начин како што претходно се синхронизира во емитувањето на филмот Политичка криза. Целта на овие два долгометражни филма беше јасна. Прво, да се спречи организацијата на изборите на 24 април, а потоа и на 5 јуни, со цел да не се види волјата на граѓаните, која што уште тогаш знаеа дека е погубна за СДСМ, и второ, да се пролонгира кризата до недоглед, односно се до тогаш додека не издише рейтингот на ВМРО-ДПМН. Иако и двете работи немаат допирна точка со реалноста, сепак СДСМ одлучи политички да се игра со овие два долгометражни филма. И гледаме дека целата 2016 година беше година на игри на СДСМ, на што е можно наметнување на нови беспотребни правила, но и беспотребни системски решенија кои на крајот се видоа дека нема никаква полза, туку напротив делува погубно за системот. Играта СДСМ ја продолжуваше и преку нивните експерти, кои постојано треба да ги раскажуваат овие системски решенија како неопходност, така што едните, раководството на СДСМ постојано смислуваше нови барања со цел да се одложат изборите, а нивните експерти попреку медиумите постојано ги објаснуваа или ги правдаа ваквите нивни решенија со цел макар и теоретски да направат политички пресврт во земјата со некакви наводно правни аргументи. Бранителите на политиката на кризи на СДСМ имаа задача да представат постојано да ја представат државата во некаква уставно-правна криза во земјата. Првата причина на кризата ја бараа во тезата дека Република Македонија постапувањето на сила на одлуката за само распуштање на Собранието е во уставна криза и во правен вакуум, затоа што Собранието е распуштено, а председателот на Собранието одлучил да го пролонгира донесувањето на актот за распишување на предвремените парламентарни избори до 15 април. Се сеќавате, тоа беше време кога се донесе одлука за само распуштање на Собранието, но заради потребата тие избори да не се одржат, постојано се правеа, се создаваа некакви правни аргументи или правни каприци за да истите не се одржат и постојано од страна на експертите на СДСМ се наведуваше дека Република Македонија е во уставно-правна криза.
2016 година исто така ќе остане запаметена и по тоа што државата стана жртва на надворешни сценарија, кои се поевидентно преку Заев и неговите божевни демократски граѓански сили во земјата, со сила на цунами имаа за цел внатрешно разнебитување на политички, правен, економски, културен, историски и секаков друг план на Република Македонија. Веднаш по неуспешно одржаните, односно неуспешно спроведените избори, кои што требаа да се одржат на 24 април 2016 година, Заев започна да ја нуди демократската улица и вандалските протести како замена за изборите, буквално цела година. Се нудеше улицата, се нудеше хулиганството, се нудеше палењето на државен имот, се нудеа, се сеќавате и бекатон плочки по шлемовите на нашата полиција, во знак на наводна борба за повеќе своји права и повеќе своји слободи. Големите демократи од СДСМ во 2016 година се истакнаа со нова филозофија, каде што слободите и правата на нивните членови и симпатизери беа поголеми и со поголема тежина и значење од слободите и правата на сите нас останати. Се изнагледавме продавачи на политички магли и разнебитувачи на македонската држава. Единствено што тие знаеа добро да го направат во тој период кога ја одбраа улицата и сквернавењето, буквално го доведоа системот, правниот систем на земјата до непрепознавање, но и ги погазија сите можни уставно-правни вредности врз кои што почива нашиот поредок. Се изживуваа и спроведуваа класично насилство врз граѓанскиот имот, но и врз имотот на државата и секојдневно ги погазуваа нашите слободи и права на сметка на нивното право на протест и нивното право на изразување на слобода на мисла. Направија класична окупација на граѓанските слободи и права, невиден притисок врз се и врз секого кој не мисли како нив, се истакнаа во својата разјареност и споулавеност на толпата, мислејќи дека имаат од Бога дадено право да згазат се и да ничкосаат се во државата, да се закануваат кон секого и кон се што не е со нив и да попречуваат туѓи права за некои своји цели и интереси. Сето ова ни се случуваше во 2016 година, под парола дека граѓаните не смеат да излезат на избори, се додека меѓународната заедница и СДСМ тоа не го каже. Односно, додека не се монтираат сите коцки во системот, со цел да излезе резултатот онака како што се очекуваше во согласно со сценариото кое што не беше однапред утврдено. Тука правиме мала пауза за реклами и секако останете со нас до крајот на емисијата Поента, но сега мала пауза за 2 или 3 реклами, повторно се враќаме во студиото на Радио Слободна Македонија. Поента со професор доктор Тања Каракамишева. Вторник од 17 до 18 часот на Радио Слободна Македонија. Од 2016 година на Заев и на раководната структура на СДСМ треба да им се признае една работа како добро сработена во наводници. За неполни 2 години овие луѓе успеа да го превртат на глава правниот и политички систем во земјата и им успеа да внесат правен и политички хаос во државните институции и органи како што досега не сме виделе, а богами не сме чуле во некоја демократска држава. Преку лажниот процес на враќање на слободата и на демократијата во земјата, овие лица успеа да монтираат опасни, незаконски и неуставни инсталации во системот, од кои секојдневно штета ќе трпат граѓаните на Република Македонија, без разлика што можеби дел од нив се уште не се свесни за тоа. Стартот на хаосот беа политичките бомби, кои продолжија и во 2016 година. Финалето, веројатно врв на лажниот процес, се оние правни бомби што преку договорот од Пршино раководната структура на СДСМ не ги смести во секоја ќоше на државните органи, кои нормално тие ги раководат. Тие го добија Министерството за внатрешни работи и она за труд и социјална политика, кои во 2016 година повеќе не личаа на министерства, туку на параспор органи, партиски испостави кои водат единствено грижа за интересите на Заев и неговите душници.
Во овие две министерства се виде всушност вистинското лице на СДСМ и се виде на дело како СДСМ сака да ја практикува политиката. И се виде нормално како лидерот на СДСМ ја замислува политиката. Флоскулите и оние познати фрази кои што беа постојано барање на СДСМ за одвојување на партијата од државата, за департизација на институциите и за нивна професионализација согласно системот на заслуги и компетентност, СДСМ буквално ги фрли во отпад откако назначи своји министри во владата. Видовме како СДСМ реално ја замислува професионалната администрација. Вистински анонимуси и залутани сомнителни типови запоседнаа клучни ресори во државата, затоа што тоа биле луѓе на кои министрите од СДСМ најмногу им верувале. Оттаму довербата и партиската лојалност стана прв и единствен критериум за брзо потезно качување по скалилата за унапредување во службата, секако во спротивност со сите оние европски стандарди за професионалност и компетентност во службата. Токму партиската лојалност, која што постојано ја критикуваа челниците на СДСМ, дека партиската лојалност ги уништува државните институции пополнети од ВМРО ДПМН, односно од кадрите на ВМРО ДПМН. Челниците на СДСМ кога дојдоа на клучни позиции во министерствата, го поставија како клучен критериум партиска лојалност пред владење на право, пред правни постапки за унапредување и пред почитување на законите. Партиската лојалност секако дека го погази легалитетот, но го врати и на сцена опозицијското самоволие и самовластие, или од прилика на кратко ни опиша како СДСМ замислува да владее кога ќе дојде вистински на власт. Ги врати на сцена принципите кои одамна не постоја во нашиот правен систем, како што се арбитрерност во работењето и во одлучувањето на државните органи, правната несигурност, нетранспарентноста, неодговорноста, непочитувањето на внатрешните акти за посебно за систематизација и за работни места, вршеа повреда на бројни права од работниот однос и слично. Државните органи под водство на СДСМ во 2016 година се трансформираа во партиски подружници, чија што цел не беше заштита на државата и македонските национални интереси, туку ништење на мерките и политиките кои беа преземени од страна на ВМРО ДПМН. Токму тие министерства стана партиски подружници кои има друга цел на делување спротивна на онаа што е утврдено во уставот и во законите. Се наметнаа бројни состојби на правно насилие, арбитрерност во одлучувањето, како што спомнав, делегитимирање на институциите, посебно се сеќаваме на она легендарна изјава на Заев, дека не ги почитува судот, дека не ги почитува институциите на системот во Република Македонија, а по неговиот пат тргна и специјалната обвинителка Катица Јанева, која што исто така ги делегитимираше сите институции на јавна сцена. Исто така, во 2016 година имавме едно чудо незаконски злоупотреби на дискреционите овластувања, особено на кадрите на СДСМ за лични и партиски цели. Понатака имавме спречување на избори и действија кои што се врзани со изборите заради партиски потреби и цели. И би рекла на крајот сумирање, СДСМ направи еден неуспешен обид за државен удар во земјата преку преземање на сите овие горе споменати действија. Партиските војници од СДСМ кои беа впрегнати во реализација на сите овие процеси, наместо како борци за слобода, ќе останат запишани во историјата на Република Македонија како борци за рушење на македонската држава и како борци кои што се истакнаа против остварувањето на сите оние национални вредности за кои што се залагаа македонските јунаци уште од минатото, но и денес. 2016 година исто така ќе остана запаметена и по помилувањето на претседателот на Република Македонија, но и по големата врева што ова помилување го крена СДСМовската јавност по медиумите, но и на улица. Наводно, целата таа експертска јавност, впрегната за интересите на СДСМ, постојано не труеше по медиумите дека претседателот ги пречекорил своите уставни надлежности и
дека наводно треба да му се да одговара кривично за ваквото пречекорување на уставните овластувања. Без да при тоа водат сметка дека во уставот, согласно уставот, претседателот има право и тоа е негова уставна надлежност да дава помилување, тоа е негово уставно, но и законско право. Она што беше најинтересно во 2016 година е што токму амнестираниот Заев, амнестиран од председателот, предходниот председател господинот Бранко Црвенковски и неговата партија СДСМ беа всушност најголемите противници на помилувањето и покрај фактот што токму Заев е се уште единствен амнестиран политичар на македонската политичка сцена, кој еве и до ден денеска не си го повлекол или не поднел барање за повлекување на неговата амнестија до актуелниот председател Ѓорги Иванов. Да подсетиме и во оваа прилика дека Уставот на Република Македонија во член 84 став 1 алинеја 9 утврдува право на председателот на Република Македонија да дава помилување во согласно со закон. А ако се сеќавате подетално овие прашања, за овие прашања зборувавме во една од емисиите Поента, кога детално ги образложувавме причините за помилувањето, но и правната рамка, дека сите овие аспекти кои што се врзани со помилувањето се уредени со законот за помилување, каде што е утврдено дека председателот на Република Македонија дава помилување на поименично определени лица за кривични дела предвидени со закони на Република Македонија, согласно со одредбите на кривичниот закон и одредбите на законот за помилување. Исто така, председателот на Републиката по исклучок може да дава помилување и без проведување на постапка за помилување, како што тоа го направи господинот Иванов, ако е тоа во интерес на Републиката или кога постојат посебни околности што се однесуваат на личноста и на кривичното дело кои укажуваат дека е тоа оправдано. 2016 година исто така останува година која што ќе биде запаметена по неодговорното делување и однесување на Заев, но и на актуелното раководство на СДСМ. Главниот проблем на овој лидер е што тој нема политичка, но и нема друга лојалност кон сопствената земја. Ова го искажа еден од познатите американски аналитичари Кофи, дадена некаде во средината на 2016 година, изјава која што има многу голема тежина, затоа што знае разумно и свесно политички да размислува. Според американскиот аналитичар Кофи, Заев нема лојалност кон сопствената земја, а немањето лојалност кон сопствената земја е идентично со отсуство на патриотизам, односно со отсуство на љубов кон сопствената татковина. Тоа што Заев нема елементарен патриотизам е негова поразителна диагноза, но поразителна диагноза и за неговото раководство, како и членството кое што го следи. Поразителна диагноза и за сите оние што го поддржуваат Заев во оваа јалова битка против државата. Инаку, да се биде лојален и да се има љубов кон сопствената татковина е врвен квалитет и тој не може да се замени со друг квалитет, ниту може да се спореди, ниту пак да се мери со некаков друг квалитет. Да се биде лојален и да се почитува и да се сака сопствената татковина, значи да се поседуваат и конкретно да се искажуваат највисоките морални квалитети и поведенија кон татковината, кои што за жал не ги видовме од страна на Заев и неговите соработници. Што значи да се сака сопствената татковина? Сите знаеме, барем тие што си ја сакаме сопствената земја. Прво да се почитува правото и поредокот во земјата, да се има верба во силата на својата татковина, да се чува незиниот интегритет, но и незиниот унитарен карактер, да се чува територијалната целовитост на државата и неговиот политичко-правен легитимитет, да се унапредува мирот, безбедноста, како и економската благосостојба на државата и секако да се демонстрира висок степен на национално достоинство. Ако се направи мала споредба на однесувањето на Заев со овие квалитети, веднаш паѓа во очи големата дискрепанца помеѓу овие квалитети од една страна и нелојалното и опасно однесување на Заев и неговите кон Република Македонија и кон сите македонски граѓани од друга страна.
Може да слободно да се каже дека однесувањето на Заев е вистинска спротивност од она што представува љубов, патриотизам кон сопствената татковина. Лојалноста кон татковината значи да се стават интересите на земјата над сопствените, над личните, но и над партиските интереси и благосостојби, би рекла, во земјата. Лојалноста кон сопствената татковина е обврска на секој граѓанин, во кое што обврска влегуваат пред се почитување на државните вредности, националните вредности на татковината, но исто така и манифестирање почит кон сопствената нација, кон сопствените граѓани, почит кон националната историја, она што многу малку го покажува како почит Заев, почит кон националните споменобележја, она што ни го осквернавија шарините револуционери, и многу други прашања кои што се поврзуваат со основната елементарна почит кон секој македонец поединечно. Тука ќе направиме мала пауза за реклами, но и еден музички блок, и секако останете со емисијата Боинда, бидејќи има уште неколку кратки, би рекла, ретроспективни политички случувања кои што одбележаа 2016 година и кои што секако сакам повторно да ги споделам со вас. Останете со Радио Слободна Македонија. Поента со професор доктор Тања Каракамишева. Вторник од 17 до 18 часот на Радио Слободна Македонија. Да, и вене повторно назад во студиото зборуваме за најважните политички настани случувања кои што ни се случија во 2016 година и стигнавме некаде до средината на годината. Стигнавме до настаните кои што им предходеа на закажаните избори на 5 јуни. Ако се сеќавате, се само распушти собранието, но само распуштањето на собранието не значеше и одржување на изборите на 5 јуни, иако тие беа договорени од страна на 4 партии и клучните меѓународни представници во земјата. И бидејќи не се спроведоа изборите, председателката, тогашната председателка на Уставниот суд беше навистина ставена на голема мака да го растегнува уставот по политичка мерка и да прави преседан за повторно враќање на пратениците во пратеничките клупи, нели како ништо да не било. Во меѓувреме, во текот на летото, но и во текот на есенските месеци, повторно дивеа револуционерите, шарините револуционери по улиците, повторно имавме канонади на државните институции со бои, повторно имавме сквернавање на националните споменобележи од страна на овие така наречени демократија, всушност анархисти, се до носењето на одлуката за распишување на предвремените парламентарни избори на 11 декември, по кое што нели ни се случи и само распуштање на собранието по втор пат. Конечно и пратениците на СДСМ собраа храброст нели да притиснат на копчето за распуштање на представничкиот орган на граѓаните, откако се исполнија нивните бројни измислени и рационални барања и желби од страна на власта, кои веќе буквално немаа каде, па мора да се смилуваат и да притиснат за распуштање на собранието, односно за конечно организирање на третите, би рекла, за таа година закажани предвремени парламентарни избори. И сега председателот на собранието ја објави одлуката за распишување на предвремените избори за 11 декември и започна предизборниот период, започна периодот кој што ни е многу свеж и во сеќавање, и во тој период нели се наслушавме се и се што, ги видовме новите изборни адути во листите на СДСМ, видовме како актуелното раководство на оваа партија буквално им стави крст на најгласните соборци од шарината револуција, но и на старите партиски играчи, оние кои ги испокршија автомобилите за да докажат колку се борбени во својот дух, оние кои вездан беа со една нога до состојба на шлок, оние кои од партијата им остана само хроничниот ларингитис бранејќи го мурто, оние кои буквално сами себе се дотепаа за да докажат пред шефот колку се важни и повторно не беа ставени на партиските листи на СДСМ.
некои нови клинци добија добитни места на тие партиски листи. Секако оние од клубот на шарените лаги беа меѓу првите во добитните места, а основната цел на нивното наоѓање во листите е секако да се избегне кривичната одговорност за се она што го сторија во текот на 2016 година, за кое што кривично се одговара, особено за повреда на државните институции, но и за нарушување на уставниот поредок и повреда на јавниот ред и мир во Република Македонија. Во периодот додека ние ги гледавме локалните папети како понизно се поклонуваат на дипломатите, странските дипломати, во меѓувреме се случија и претседателските избори во Соединетите Американски држави. Доналд Трамп направи вистинска сензација во Америка и токму 2016 година ќе остане во сеќавање и заради големата победа на американскиот народ, на оној обичен американски народ над така нареченото демократско зло. Со оваа победа, со победата на Доналд Трамп, светот веќе нема да биде ист. Вредностите на многу нации во светот со децении беа уништувани систематично и дисциплинирано со вредностите што ги нудеше таа така наречена транснационална политика и транснационалните политичари. Националните идентитети се стопија по силата на глобализацијата, односно глобализмот ги уништи националните обележја и карактеристики која чинат секоја нација своја и секоја нација посебна, уникатна, квалитетна и самоодржлива. Глобализацијата ги погази националните потреби и интереси на обичните граѓани и таа стана заштитник на одбраните, на умните, на експертите, на богатите, а всушност глобализацијата стана храна на болната изопачена суета и желба на посебните да владеат со светот или да го стават светот под собствената чизма. Настаните што особено се случија во 2016 година велат дека овие квази идеолошки и лажни вредности дефинитивно им се става крајот. Системот кој ги создаде и системот кој ги надреди како една вистина почна со забрзана динамика да се распаѓа како кула од карти, па токму затоа можам да кажам дека 2017 година ќе биде година каде што ќе започне една нова ера на градење на нови вредности или спречување да се шири таа хистерија на овие мантрачи, кое што гледаме во 2016 година добива најголем пик, односно добива најголем интензитет. Светските квази елитисти се во шок и во 1000 прашалници што се случи во Соединетите Американски држави на изборите во оваа држава. Зошто обичните граѓани го избраа токму Доналд Трамп, а не нивната омилена кандидатка Хилари Клинтон? И покрај тоа што секојдневно медиумски беа труени овие граѓани од страна на CNN, Deutsche Welle, BBC и други светски медиумски куќи, сепак неизбежно е дека тој нов глобален светски поредок е во пресмртна агонија и Доналд Трамп во Америка, но и сите неминовниот пат на Оланд по изборите во Франција во 2017 година, падот на Ренци во Италија, падот на Борисов во Бугарија, случувањата со и околу Брекзит во Велика Британија, се тоа би рекла сигнали за тоа дека во 2017 година е година која ќе се направи политички пресврт во светот во корист на конзервативната идеологија и во корист на суверените национални држави и нивните граѓани. Така што демократите навистина треба да бидат загрижени за состојбата во која што ќе се најдат, бидејќи им е пробиена шемата на лажниот демократизам и либерализам кој што го ширеа непрекинато овие особено изминативе 2 децении. Просечниот американец, просечниот французин, британец, но и просечниот македонец нема проблеми со нему различните,
се додека тие автохтоно ја дефинираат политиката во сопствената држава, односно се додека тие се свои на своето и додека не им се чепка по националниот идентитет и не им се урнисуваат вредностите што ги чинат тоа што се. А националниот идентитет не може да се создаде, ниту може да му биде одземен од некоја самопрогласена светска елита. Токму затоа и македонците се по-остро ќе застануваат во одбрана на сопствениот македонски идентитет и сопствените национални вредности. Во меѓувреме во Република Македонија завршија предвремените парламентарни избори, поднесените приговори и тужби како и работата на државните органи по нив беа врв на правниот аматеризам во државата. Најсмешна беше улогата на Државната изборна комисија, особено по затворањето на избирачките места, поради леснотијата со која што Државната изборна комисија се впушти во незаконитост преку пробивање на законските рокови за објавување на прелиминарните изборни резултати. Повеќе од сомнително беше излегувањето на ДИК со нецелосни изборни резултати во 3 часот по полноќ, со образложение дека неколку општински изборни комисии доцнале со доставувањето на записниците од гласањето, иако истите нели се испраќаат по електронски пат. Но беше и смешно дењето на спиење на председателот на Државната изборна комисија во време кога законските рокови му висеа над глава. Но сега со прегласувањето во ТРЦ се виде зошто всушност председателот на Државната изборна комисија отишол на спиење и каков бил обидот на председателот на ДИК и обидот на странците на СДСМ да направат пресврт во фотофинишот на изборниот процес на 11 декември 2016 година. Овде правиме уште една пауза за реклами и секако останете со фотофинишот на емисијата Поента. Поента со професор доктор Тања Каракамишева. Вторник од 17 до 18 часот на Радио Слободна Македонија. Да, и во ова куса ретроспектива стигнавме до неделата кога се случи прегласувањето во ТРЦ. Токму тоа прегласување покажа дека на ова избирачко место немало никакви изборни нерегуларности и неправилности, а уште помалку бугарски воз. Се виде дека нерегуларностите биле само во главите на СДСМ, кои имаа за цел да го одолговлечат изборниот процес и колку што може повеќе да ги пролонгираат изборните резултати со цел нели на иледжиски начин да се направи пресврт со мнозинската изборна волја на крајот од изборниот процес. Прегласувањето исто така покажа дека решението на Државната изборна комисија како и одлуката на Управниот суд биле незаконски, донесени повеќе во знак на некакво политичко калкулирање со партиските интереси отколку преку целосно почитување на законите во државата. Прегласувањето ја покажа и спрегата што СДСМ ја направи со албанските гласачи, дел купени, дел залажани, измамени со наводната реализација на антимакедонските проекти од страна на ЗАЕВ, а кои сите знаеме дека не се прифатливи за мнозинството граѓани во државата. Меѓутоа, заради тоа што беа измамени, дел од тие албански гласачи гласаа токму за СДСМ. Сепак и покрај разноразните обиди да се намести изборниот резултат во полза на СДСМ или барем да се стигне до нерешен резултат со бројот на пратеници 50-50, ВМРО ДПМН и воопшто правдата и народот победи и не дозволи да се случи фалсификат на мнозинската изборна волја во земјата. Оно што следи сега нормално по прегласувањето и по официализирањето на изборните резултати е конституирање на новиот парламентарен состав, кој како што е најавено најверојатно ќе се одржи во сабота на 31 декември, а по конституирање на собранието започнуваат да течат и роковите за избор на новата влада на Република Македонија, а изборот на новата влада ќе биде првиот поголем политички чин во новата 2017 година. И сега пред да испратиме 2016 година, треба да извлечеме и неколку поуки или лекции за годината што изминува. Првата поука, едновремено и лекција за учење на оние на кои досега не им било јасно, е дека со македонскиот народ и со македонските граѓани играње нема. Исто така и со македонските национални интереси.
Зоран Заев и тие што му ја прифатија приказната на лажните понуди и на големите ветувања на штета на државата и на штета на македонските интереси, ќе мора да се соочат со законот и со правдата во Република Македонија. И за Заев и за таквите како него амнестија не смее да има. Ова мора да биде прв и последен пат да преживуваме ваква политичка авантура во државата. И по овие избори Заев не само што треба да си остане на зборот, да си поднесе оставка заради тоа што ги изгуби изборите, туку ќе мора да си го затвори политичкиот куфер со новогодишните пакетчиња кои што сесрдно ги делеше во изборниот период, особено во изборната кампања до албанските гласачи. И како што доликува на еден сериозен политички партиски лидер, да му ја честита новата изборна победа на господинот Груевски, заедно со раководството, целото раководство на СДСМ, да им ја честита победата и на македонските граѓани, но и на ВМРО ДПМНЕ. Во 2017 година, како што кажав, има сериозни политички промени во неколку клучни европски земји. Промените нема да одат во полза на деструктивната агенда на СДСМ, ниту на нивната квази-левичарска опција. Промените во Соединените Американски држави ќе го направат своето во полза на обстојување на националните суверени самостојни држави во рамките на веќе зацртаните територијални граници и со засилено функционирање на постојните уставни системи на државите. Со други зборови, ваквите политички експериментирања, какви што ги направија странските замешатели и СДСМ, нема да имаат повеќе резултати на терен или во пракса. Добронамерното писмо што Трамп неодамна му го испрати на Путин, упатува на идна разврска во светскиот поредок која нема да оди во корист на крвопијните пријатели на Заев и неговата тајфа. И токму затоа тие и нивните послушници се толку лути, толку очајни, гневни и фрустрирани. Доаѓа време кога сите тие странски замешатели на овој или оној начин ќе одговараат пред меѓународното и пред националното право. И токму тоа ги полудува. Токму тоа не им дава да се помират со фактот дека волјата на мнозинството, а не на тие надредените и спасителите е неприкосновена. Таа волја ќе мора да се почитува без никакви исклучоци и без никакви уцени. Следна лекција која мора да ја научи актуелната, а се поизвестно идната власт во Република Македонија е дека треба најтно да се врати владењето на правото во Република Македонија и владењето на редот и поредокот во државата согласно европските стандарди. Треба да се престане со овој толерантен и мек однос кон политичките пазарџи и рушветџи, кон шарените соросоиди, кон хулиганите и анархистите. Ставениот акцент само на развојот на економијата и на економските успеси на државата, без почитување на правото и без ефикасно функционирање на институциите на државните органи, е стратешки лоша менаџмент политика на државата. На среден и на долг рок, ваквото менаџирање ќе може да ја уништи земјата без разлика на нашата волја. Државите постојат и обстојуваат за да бидат почитувани од сите и од секого, и поредокот и институциите мора да функционираат неприкосновено, без разлика на тоа кој е на власт. Без почитување на правото од сите и од секого, нема стабилна, нема суверена, ефикасна, ниту пак успешна правна држава. Токму затоа сите оние што изминативе години се огрешија пред уставот и пред законите, мора да одговараат пред лицето на правдата. Државните институции и државните органи ќе мора да работат со полн државнички капацитет, одговорно и посветено согласно уставот и законите. Исто така, лекција која што треба сериозно да ја научиме дека на странските замешатели како надворешни лица кои си прават политички кариери на нашата мака, мора итно да им се затворат сите пристапи за нивно директно или индиректно вмешување во наметнувањето, но и во решавањето на внатрешните проблеми во државата. Република Македонија мора да верува во сопствените капацитети, мора да верува во сопственото знаење. Република Македонија има учени луѓе и има ресурси да се справи со сите негативни предизвици. Не ни се потребни никакви замешатели за средување на нашите дворови, односно на нашата куќа. Внатрешните работи на Република Македонија мора да останат внатрешни. Тие не може да бидат надворешни работи. Никој не смее да повикува странска медијација
за надминување на некој внатрешен проблем во државата без за тоа да добие согласност од граѓаните. Ако се соочиме со некаков внатрешен проблем за кој партиите нема да може да најдат прифатливо решение, тогаш собранието ќе треба да распише референдум на кој граѓаните на Македонија ќе го кажат последниот збор за изнаоѓање решение. Референдумот е најдобриот и најпосакуваниот облик на непосредна демократија. Граѓаните на Република Македонија не одбрале да бидат ничии послушници или потрчковци во сопствената држава. Тие мора да останат свој на своето, а странските представници и странските дипломати мора да останат во форматот на надлежностите дефинирани со Виенската конвенција за дипломатски односи. Исто така, треба да се преземаат и мерки во насока на засилување на контролата во работата и финансирањето на невладините организации по урнекот на голем број европски демократски земји. Развојот на силното македонско граѓанско општество е повеќе од потребно, но граѓанскиот сектор наместо да ја разјадува и подкопува државата од внатре, треба на државата да ја помага, треба да ја стимулира во насока на носење поквалитетни одлуки и политики за доброто на сите во земјата. Исто така, една голема поука е дека државата, Република Македонија, била, е и ќе биде унитарна по својот карактер. Република Македонија била, е и ќе биде самостојна, независна и демократска држава, држава на сите нејзини граѓани подеднакво, без оглед на етничката припадност или без оглед на другите видови разлики меѓу граѓаните. Но она што граѓаните мора да го научат е дека освен правата, за кои што постојано зборуваат, имаат и обврски кон државата. Обврска за поголема лојалност кон државата и незините институции, обврска за плаќање даноци и други давачки кои го полнат државниот буџет, обврска за одбрана на државата од разни видови терористички и криминални формации, обврска за почитување на државните институции и органи, како и обврска за почитување на уставниот поредок. Во 2017 година дефинитивно треба многу повеќе внимание да поклониме на обврските што ги имаат граѓаните кон државата, а не само на правата кои ги има држава, тие кои ја имаат кон државата, односно само благодетите кои што ги бараат од државата. Со глед дека веќе морам да завршам, ми останува само толку да ви посакам посрекна и поберикетна 2017 година, од оваа година што е веќе зад нас. Посакувам среќа на државата, но и индивидуална среќа на секој македонски граѓанин. Посакувам Република Македонија да обстане во сегашната унитарна форма, да постигне поголемо национално единство за стратешките принципи и политики во земјата и секако посакувам мир и благосостојба за сите македонски граѓани, без разлика на нивната етничка или друг вид на разлика, и секако да си ја зачуваме татковината, бидејќи резервна татковина немаме. Емисијата Поента се емитува во рамките на Трговското радиодифузно друштво Радио Слободна Македонија. Денес е 27 декември 2016 година. Автор и уредник на емисијата е професор доктор Тања Каракамишева Јовановска. Продукција Радио Слободна Македонија. До слушање и се најубаво се слушаме во наредната 2017 година со нови, се надевам, позитивни вести за Македонија и за незината политичка состојба. Поздрав и до слушање. Поента со професор доктор Тања Каракамишева. Емисија за новите вредности во правото, политиката и општеството. Глобално и локално, емисија за новите трендови во современото живење. Вторник од 17 до 18 часот на Радио Слободна Македонија.